Evo je interesno isto. Neke freski sekade. Ovdje neka od salite. Ne, ovo така oskudno je. Така toaleti. Интересно е, ама така, се оскудни овие собите маце тематиката, маце по она. Еве го грбо на големиот она, деш има 3 круши. Веш круши се, не се јаболка. Крстовите. Оти јаболко не беше смета за причината за она. Еве овдека вода, гледаш да се измија. Гледаш, или да се во света вода може да се прекрсти пред да влети. Појма немам. Обична вода пија. Има многу вакви. Инако вака фрески, вака интересно. Овие вака што може во времето стоале вистински луѓе, вистински витези. Го пречекувале кога поминувал. Интересно е, убаво е да се види така. Не е нешто, она. Ова сето на латински е напишано, ама еве ако гледате разлика, ете, ова е крсто, ова е, кажува дека знамето на Данска е најстарото знаме во светот, ова е знамето на Данска, фактички, или па обратно бело со црвено е знамето на Англија. Али крстоносците со црвена позадина, демек срцето, и крстот, светиот крст, бело. Тоа е символот на црвената позадина и демек со цело срце за Христос, за христијанството. И сега овдека има некоја направена, еве овдека пак има некоја слаба посетеност. Еве ги овдека Grand Masters who have ruled the Malta. Еве ги овдека сега тие што ги има воден овие Grand Master, тие што биле ствари на крстоносците, ова голем мајстор, и што ги има и што биле истовремени председатели него. Тоа е Фрања, она што е Фрајно, нели овие се вика монах на католиците. Филипе, монах овој, монах оне. И до последно дека го имаме 1797, 1700, значи 1800, тоаш веќе овие, значи од 500 години таму горе до 800-та година, 300 години се водени од крстоносците, се живееле со крстоносниот ред. Може да замислиш каква теократска држава биле. Сигурно ова било по како се вика, по теократска држава од овие од Саудиска Арабија, веројатно. Сето било во стило на празници, на религиозни почитувања, на сите тие работи. Еве ги сега овдека, чекай овдека имаше сега овдека друго. Сега од овдека ги имаш веќе Civil Commission of Malta. Сега овие веќе се коча се под англиска окупација од 1800 година. Еве го. Капетан Александар Бел, Чарлс Камерон, Вајс адмирал Сир Александар Бел. Значи овие се сите, овие генерали ги вода, овие англиски генерали од 1800-та, кога заврши овие се до 1962, значи после Втората светска војна, 1964 добива независност. После, значи, 20 години после Втората светска војна. И овдека почнува првиот гувернер Сер Маурисиус Дорман, професор Сир Антони, и ова е гувернер, ова изгледа нешто као намесник, има независност, ама нема потполна независност, пошто овие се веројатно овие што се, како се вика, назначени од англичаните. И 74 година завршува и сега овдека има веќе кај што е председателска република од 74-та, што значи јас 75-та сум роден,
почнува да се независни, апсолутно независни како председателска република. Малта. Значи од 75-та фактички добива апсолутна независност. Инаку се нешто као протекторат. Прво се директно под англичаните, па пред протекторат. Значи од англичаните се од 1800 година до после Втората светска војна.